39-годишна професорка од Медицинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е лишена од слобода под сомнение дека побарала и примила подкуп од студент за да му овозможи да положи испит. Акцијата била спроведена од секторот за внатрешни работи Штип во координација со основното јавно обвинителство, откако таа од турски студент по медицина била пријавена дека побарала 300 евра мито за студентот да положи испит, кој пак требало да се одржи вчера. Претходно на 22 јуни оваа година, КБ од Турција со привремен престој во Штип студент на Универзитетот Гоце Делчев пријавил дека АТ му побарала 300 евра за да положи испит, кој дополнително ќе го полагал на 29 јуни оваа година. Превземени се мерки во координација со основното јавно обвинителство Штип, и на КБ му биле предадени крим технички обработени 3 банкноти од по 100 евра. Полициски службеници ја лишиле од слобода ТА веднаш откако ги примила парите. Таа е задржана во полициска станица, парите се одземени и по целосно документирање на случајот, против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. По приведувањето на професорката и случајот со 300 евра мито се огласија и од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, од каде ја истакнуваат својата нулта толеранција кон корупцијата и ги охрабруваат студентите да пријавуваат било каков обид за можна корупција. Како универзитет имаме нулта толеранција за корупција. За жал, ниту еден систем не е целосно имун на поединци кои се подготвени да го прекршат законот и да злоупотребат довербата што им укажана. Целосно ги подржуваме надлежните институции во борбата против корупцијата, ги повикуваме сите кои имаат сознанија за корупција или други незаконски действија да не молчат, ги охрабруваме сите вакви сознанија директно да ги пријавуваат или низ нашиот систем за заштитено пријавување или до надлежните институции. Инаку, според информациите на 24, професорката е новоизбран доцент од јануари годинава на катедрата за физикална медицина при УГД и во последните неколку години ова е прв ваков случај на корупција на Штипскиот универзитет.